Доколку владата не ја субвенционира цената на струјата, сметките ќе бидат двојно повисоки, напомена и денес премиерот Димитар Ковачевски. Благодарение на субвенциите кои што ги обезбедува владата од буџетот и на секоја сметка која што граѓаните ја добиваат од универзалниот снабдувач, а тоа е ЕВН, точно е наведено во кој опсек колку електрична енергија трошат и колку е субвенцијата од граѓаните, односно од државниот буџет. И тие субвенции се движат во текот на изминатата година и половина, скоро веќе ќе бидат 2 години, до 90% од сметката, што значи дека доколку не е таа субвенција, сметките на граѓаните би биле дупло повисоки. Дополнителна заштеда за граѓаните е и воведувањето на дневната ефтина тарифа, која месечно на семејствата им носи заштеда од 1000 денари, дополни Ковачевски. Воведувањето на дневната ефтина тарифа значи двојно поевтина цена на електрична енергија, која што во текот на денот од 13 до 15 часот ќе ја плаќаат граѓаните, со оглед на тоа дека тоа се големи консументи на електрична енергија, грејни тела и така натаму, тоа возможува намалување на финалните сметки на граѓаните. Со тоа најмногу се штити стандардот на оние кои што во тоа време се дома, а тоа се доминантно над 350.000 пензионери, тоа се родители кои што се грижат за своите деца и така натаму, и сметам дека врз основа на калкулации кои што се прават за потрошувачка на електрична енергија во текот на тие 2 часа, заштедата е над 1000 денари.